Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам и денес ќе останете до крај со нас и ќе проследите сето она што ќе го понудиме како содржина во денешното издание на Ваш термин. А секако знаете дека во секоја емисија ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Но денеска ќе биде малку поинакво издание, секако дека ќе споменеме и некои проблеми во однос на она што ќе го говориме, меѓутоа имаме еден убав повод да промовираме педијатриски прирачник. Значи тоа е овој прирачник. Еве, се надевам дека камерата ќе го забележи поблиску. Инаку, колку само за информација, значи, педијатрискиот прирачник е за помош на родителите со деца од 0 до 6 годишна возраст и представува прва помош за вистинска насока при некој здравствен проблем кој би се појавил нели во текот на растот и развојот на децата кај оваа годишна возраст, значи од 0 до 6 години. Инаку зад прирачникот стои еден стручен тим кој што е составен од магистар доктор Ангел Чандоновски, кој што е специјалист педијатар, професор доктор Татјана Јачовска, педијатри, професор доктор Силвана Филипова и доцент доктор Ана Поповска, логопеди, дефектолози. Значи, ова е тимот кој што го состави овој педијатриски прирачник. Не знам сега која камера го фаќа точно, меѓутоа да, еве. Меѓутоа, токму за овој повод, денес во студиото со мене е доктор Ангел Чандоновски, кој што е специјалист педијатар и тој ќе ни каже многу повеќе за тоа која беше целта, кој беше мотивот да се создаде овој прирачник, значи како се создаваше, колку време, кој се беше вклучен, уште еднаш ќе ни потенцира и се разбира што се содржи, што можат родителите да најдат како содржини внатре во прирачникот, за што се може да им користи и така натаму. Ви благодарам што денес сте овде да го промовираме прирачникот, еве вака јас ќе го поставам за да се гледа. И добре дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Помнам дека последната емисија така, која бев гостин, само го најавив и баш ми е драго што ме поканивте и за еден вид на промоција на овој прирачник, кој што навистина, како што кажавте во самата најава, е една прва помош на сите родители кои што имаат дечиња од 0 до 6 годишна возраст. Така, онаа возраст која што треба навистина детето, како да кажам, да се израсне за да се пушти во училишните клупи на некој начин. Тоа се токму тие години кога се најбитните години за развојот, растот и правилното упатување на едно дете, на еден понатамошен здрав човек кој што понатаму треба да обстои во ово општество. Можам да кажам дека со таква љубов е подготвуван овој педијатриски прирачник, не само поради тоталната емпирија што ја имаат сите овие стручни лица кои што заедно сме го создале овој педијатриски прирачник, само ќе ги уште еднаш спомнам професор Татјана Јачовска, која што е специјалист педијатар, која што е професор на медицинскиот факултет, на катедрата за педијатрија, која што е дел на Козле, детската болница, началник на цистичната фиброза, која што се наоѓа во Козле, директор професор Силвана Филипова, која што е директор на Центарот за слух и говор кај деца и младинци и доцент доктор Ана Поповска, која што исто така е дел на тимот на слух и говор. Јас нормално како и најмлад учесник во ова дело, покрај целосната емпирија бев буквално инспириран да им го на родителите на некој начин олеснам патот во овие 0 до 6 години за да се компримира целата ситуација, токму и баш поведен од лично свој побуди. Кои се тие побуди, ќе речам дека моето синче имаше проблем со говорот, долг временски период се боревме со, така да кажам, таа неправилност во развојот, заедно со моето целосно семејство, заедно со мојата сопруга, каде што постојано и таа учествуваше мимо мене, кој што нормално морав да бидам и на достапен и за другите дечиња, за да им помагам постојано и да работам врз нивното здравје. Сите овие луѓе кои што се во педијатрискиот прирачник како дел на тимот се и еден вид на моје семејство, бидејќи тие токму работеа на растот и развојот на
и каму наговорот, па и на другите особености кај моето детенце, така да сега тоа е второ одделение, 8 годишен е и на еден начин момче веќе е големо момче каде што ете покрај толкавата борба добив и една побуда за да ова се еден поттик да го сето ова создадам, ова дело заедно со сите, со целиот тим и да им олесниме на вистина на родители. На некој начин сте сватиле кога сте се соочиле со овој проблем дека е потребно нешто вакво на секој родител, еве вие сте нели доктор, педијатар, меѓутоа многумина од родителите не се. И добро би било да го сето ова што го имате внатре да го имаат дома, нели кога растат едно дете за да им биде во секој момент достапно за секој не проблем што ќе се појави. Ме интересира зошто токму сега и рековте нема досега ваков педијатриски речник издадено, така приречник. Конкретно околу педијатриски приречник до сега имало многу брошури. Така. Меѓутоа вакво комплетно некој издание не. Комплетно издание до сега не е забележено. Буквално нели кога се регистрираше од страна на издавачот е 3. Инаку беше промовирано во петокот? Така, промоцијата беше во петокот во Порта Македонија, каде навистина се собравме доста луѓе кои што учествува во создавањето на самиот приречник. Можам да кажам дека и при регистрирањето на самото на ова дело, на овој приречник, на оваа книга, и самиот издавач рече дека навистина долг временски период не имало постојана, но не и оваква обемна и прецизно искажана тематика. Значи, буквално имаме за овој временски период од 0 до 6 годишна возраст офатено буквално од болење на грлце или од една обична температура до пелтечење, па и проблеми, односно и аутистичен спектар кај деца кои што поседуваат. Што се вели после 3 годишната возраст кога треба веќе говорот да се апсолутно, но овде кај имаме што се вика нели пораснало запчето, се појавило температурата. Родителите да буквално на некој начин го баш да го погодат проблемот и тек тогаш да разберат дали е потребно да се отиде на лекар или не е потребно да се побара помош од лекар. Или можеме ние сами дома да превенираме, нели давајќи ги сите оние кои што се совети внатре напишани во педијатрискиот приречник, впрочем и самите кои што ќе го купи педијатрискиот приречник, кој што е достапен во буквално во сите книжарници, можам да кажам, поготово книжарниците на 3 во Дебар, Мало, ГТЦ, Истгейт, а и онлайн, сега веќе модерното време онлайн може да се набави без никаков проблем. Можат буквално да го пронајдат тој проблем, доколку станува збор за одредено што ќе го приметат кај своето дете и да со време реагира. Со тоа ќе му олеснат и на самиот лекар кој ќе го однесе детенцето и ќе го детектирале проблемот кај се наоѓа, за да терапијата, третманот се биде побрзо и подобро застапен. Колку време го подготвувавте? Вака, идеолошки траеше многу долг период на некој начин, може да кажам, може би 2 години идејата која што трае, но мораше да се создаде еден вид на емпири. Значи мораше да се обработи буквално се она комплетно и прецизно за да се издаде вакво нешто. Да ги офатиме сите проблематики кои што се случува, дури и у проценти можам да ви кажам, дека се согледуваа бројките, да видиме што е најзастапено во таа возраст. Не дека тоа до сега го немаше, не дека до сега некој тоа не го помислил, ја ќе кажам, никој не можеме да измислуваме топла вода, веќе тоа измисли. Но ова требаше време, голема заложба, многу убави и потребни идеи, нели кои што се изродија во целиот тим за да сето ова се создаде. Верувајте дека 2 години имаше потреба да ова дело биде создадено, дури и да се најдат нели потребните средства кои што се за издавање, сепак да кажеме дека ова е издадено во еден вид на приватна режија од страна на луѓе кои што... Сами си го финансиравте или некој ви помогна? Вака, значи тоа сам да кажам, ова е со помош на луѓе кои што ја препознаат целата таа идеја, што е најпотребно на луѓето. Не баравме помош од страна нели на одредени нели научни и така натаму институции, туку баш токму од луѓе кои што навистина се грижат за децата, кои што до сега донираа многу донации направија во нашиот здравствен систем и можам да им се заблагодарам уште еднаш на нив, тие многу добро се знаат кои се, и да им се заблагодарам да ова дело еднаш ќе стане нели вистина. Можеби не верував дека тоа ќе се случи токму во петокот, дека ќе го промовирам своето прво дело, но ние тука не застануваме.
се случи и тоа, ќе се случува и повторно, затоа зашто можам да кажам дека од самата емпирија до сега, не само како прв човек кога бев во детската болница Козле, сега во Центарот за ментално здравје како педијатар кој што навистина се грижи за менталното здравје на деца, спознав еден нов вид на епидемија која ни се случува токму пост-ковид или ковид уште трае. Пандемијата со COVID-19, свативме дека децата имаат многу голема проблематика. Дали тоа седењето пред телевизорите, пред телефоните, нормално несоцијалното однесување, значи каде што имаше доста и прекини и така натаму, доведе до појава, иако е од поддалечен период, но сега се актуализираше до појава на менталната проблематика кај нашата млада популација и сметам дека и тука има една голема потреба да навистина ние како стручни лица интервенираме, да се заземеме. Еве сега во петокот саботата е и денот на децата со аутизам и така натаму, денот е на тоа, но ќе кажам дека и таа проблематика ќе биде наскоро во кратко временски период обработена. Во оној дел каде што сте вие вклучени како педијатри, накусо да ни објасните што се е опфатено, кои се тие најглавни сегменти кои што треба еден родител, нели, да биде информиран преку овој приречник за сите оние проблеми кои што се јавуваат во однос на здравјето, еве, да кажеме на сите оние како што спомнавте од температура, болки во грлото, така натаму. Читателите кои што ќе го имаат, родителите кои што ќе го имаат овој приречник во своите раце, ќе им посочаме една тајна, тоа е тајната кога нивното дете имат, например, да кажеме температура, одат во поглавје кај што пишува температура. Имам болка на заби, се оди во поглавје, имам болка на заби. Секое поглавје сега... Значи, буквално секој проблем кој што може да се јави кај нашето дете може да го најде. Што е посочено таму? Толку е направено многу просто со еден лесен јазик, не стручен. Имаме и стручни изрази кои што се морално, нели, потребни да би да стојат таму и така натаму, затоа и овој учебник може да го користат и младите колеги педијатри, дури и матичните лекари и така натаму, сите оние кои што сакаат да се занимаваат со помош на децата. Можат буквално да најдат еден преглед. Значи, буквално на таа симптоматологија е даден еден краток опис. Откако ќе се даде тој краткиот опис, подоцна се дава некој вид на решение, односно правилна насока. Така. Значи, буквално за сите проблеми кои што се јавуваат и кога станува збор за здравјето кај децата, а и во оној втор дел каде што се вклучени вашите колеги во однос на, нели, на говорот, развојот. Вториот дел кај што се вклучени моите колеги, се надевам дека ќе имате прилика и тие сигурно ќе гостуваат со задоволство кај вас, да ги објаснат буквално сите оние работи кои што се внесени од нивната проблематика. А тоа е дефектолошко-логопедскиот пристап. Тоа е опширна тема, која што еве сега е многу актуелна, затоа и го најавив дека следи ново дело во врска со психоменталното здравје кај децата. Опишано е се буквално од едно пелтечење до проблеми со аутизам, до АДХД и така натаму, сите проблеми кои што може да се јават во таа возраст, каде што со временото интервенирање тие проблеми веќе не се проблеми. Така. Ајде тука исто ќе ги повикам нашите гледачи доколку имаат некое прашање, сите оние кои што не следат во однос на се тоа што го говориме за развојот кај децата, ако имаат некоја дилема во однос на нивните дечиња, внучиња и така натаму, може да се јават во програма да постават некое прашање, а мојот денешен соговорник нели ќе се обиде да ви даде некој одговор или некоја насока. Докторе, ајде да обработиме некој проблем вака што е најзастапен кај дечиња вака од ваш аспект. Ајде сега да спомнеме, да го спомнеме овој период, бидејќи најсоодветно да го да го спомнеме овој период кој што е сега најактуелен, тоа е периодот на алергии. Така. Ќе почнем прво лично од себе, нели сите се навако. Сите помалку си поткивнуваме, претпоставам дека сме на нешто проблеми или со алергијата. Веќе алергијата е многу голема проблематика која што кај децата е застапена поради начинот на живење, начинот на исхраната, многу штетни да кажам на некој начин се што јадеме, се што дишаме, се околу нас. Хемикали се јавуваат во нашата средина и ред други проблеми кои што допринесуваат до појава на алергии. Па можам да кажам дека процентот во последниве 5 години е зголемен дури 20 и нешто проценти за појава на алергиите. Алергиите во овој период можам да кажам дека се знаеме, се почнува да цвете и така натаму, се поленските алергии кои што се изразени. Тука секако дека може да кажам дека и алергиите кои што се на домашната прашина, на влакната од животните и така натаму, тие се постојани и перзистентни, тие нема што да
на некој начин да ги дискутираме. Во првиот случај кога станува збор за поленските, тука требаме да знаеме дека пристапот е многу битен. Сега ајде со носење на маските не секогаш децата не може да ги носат маските. Ова него да се избегнуваат деновите кога што концентрацијата на полен е висока. Веќе имаме пик, да кажеме, веќе да не се излегува надвор. Да не се излегува надвор, да не се изложува, доколку се изложува, да детето биде десензибилизирано. Така. Што означува десензибилизацијата? Десензибилизацијата означува почеста хигиена на носот, на устата и така натаму, буквално на кожата, каде што може да биде нели контакт, дали е тоа контактен дерматит, може да се јави, може да се јави алергија, акутен бронхитис и така натаму, дури до појава на астма. Тука и таа проблематика која што не сакаме да проградира, па затоа ги користиме антихистаминиците со кои што се прави десензибилизирање, што означува да кажеме таа алергија. Алергија означува една брза реакција на организмот кон одредено непознато нешто или одреден алерген кој што влегува во контакт со организмот и кој што организмот не го прифаќа, туку баш буквално реагира. Сме виделе знаеме и ние како родители, а и како стручно лице ќе кажеме, од многу слаби реакции алергиски до бурни реакции, каде што дури животот застрашувачки. Тука ќе кажам дека тука е појавата на оние алергии кај што се со многу краток и брз период на делување. Можам да кажам дека тука се нутритивните алергии, поготово оние алергии на сусам, на кикирики, на јагоди и така натаму, каде што на вистина тука користењето и на антишокова терапија, односно антидот, нели, буквално мора да си ја поседува секој. Што е битно родителите да знаат? Битно е да знаат да ги заштитат своите деца, дека пред доаѓањето на сезоната да направат еден вид на десензибилизација, односно примање на терапијата во тој краток временски рок или период за да го се направи десензибилизација на организмот, односно да го подготвиме организмот нели на контактот со алергенот. Да ги информираме оние кои што се грижат за нашите деца, дали се тоа воспитувачките, дали се тоа учителите, дали е тоа самото училиште, дека навистина моето дете има алергии, дека треба да знаат како да делуваат нели у вистински момент. Што е она што не треба да му дават доколку сме утврдили алергија соодветна на храна, исхрана нели во кујните и така натаму. Што ако се случи во тој момент таа алергија, дали е со бурно реакции, што треба да му дадат и кај му се наоѓа и така натаму. Видете, веќе сме дел на модерниот свет и долго време сме свесни дека постојат овакви работи и само битно беше да се сето тоа прикаже што побрзо и поскоро да дојде до развивање на медицинската свест кај нашиот граѓанин, за да знаеме како соодветно да реагираме. Можам да кажам дека сите овие испитувања буквално може да се направат ако утврдиме дека нашето дете има нели алергија. Кога станува збор за малецките дечиња кои што навистина интересира да сакам да прашам во периодот кога веќе детето нели треба да се прихранува. Тоа е многу еден специфичен период каде што мајките секогаш имаат дилема со што прво да започнат да го прихрануваат своето дете кога веќе го дојат. И што вие препорачувате и кога на колку месеци веќе треба бебето првпат да почне да се прихранува и што би било тоа, како да кажам, прво нешто што треба да го дадат на своите бебиња? Ајде вака, Европското здружение на гастроентерохепатолози и педиатри веќе подолг период во минатово, иако трае кризава, почна веќе да ги склопуваат на некој начин првите препораки околу таа работа, иако тие постојат. Ние знаеме дека постои календар кога во одредено временски период треба што да се вклучи во исхраната, нели на дали го има и тоа нешто објаснето? Го има и сето тоа, да знаете дека го има и баш е опишано како календар во исхрана, каде што навистина по графикон е наведено во кој месец со што да се започне. Каков е начинот на започнување, и тоа треба да знаеме дека порано, еве само ќе ви една работа ќе ви кажам и гледачите да знаат дека сега веќе може да се дава јајци од помала возраст, не е тоа па чекајте па да извадиме жочката вака, така и така надам. Сега не се привикнуваат, значи веќе од најмала возраст за да го конзумира. Тоа нема да биде дадено нели во големо парчета, да се во мали парченца, што наистина
родителите што треба да го знаат дека веќе може да пасираат компирче, може да пасираат одредени работи кои што нормално не се алергени, ние знаеме дека не се алергени. Многу лесно се и проверува дали е алерген. Првично може околу устињата на бебенцето или на обравчето да му намачка или од натрешната страна на раката за да провериме и да почекаме одреден временски период додека да се вцрви. Ако дојде до вцрвување или нафрлување, тогаш има проблем, подобро е да отстраниме храната и ќе знаеме дека е. Да. Можам да кажам дека буквално и оние кашички кои што компаниите ги произведуваат, на нив постои од до. Да кажеме, ова и тоа исто така направено сигурно во соработка со педиатрите кои што навистина размислуваат и кога одреден временски период да биде дадена таа храна според календарот. Можам да кажам дека веќе се препорачува и од така некоја возраст која ќе дојде детето веќе кога ќе доењето ќе малку ќе недостасува веќе да почнеме слободно вклучуваме исхрана. Би било негде 4-5 месец, 6. Пети, инака 6 месец веќе да почнеме малку со баш онака со вилушката да ги истискаме, буквално да ги спасираме, нели не мора да ги ставаме у блендер па да ги правиме пошто тоа е големо количество, него така малце по малце цепкано за да видиме дека и тоа треба се навикнува и да се привикнува. Да, има нови некои модерни пристапи, но ние гледаме да буквално се поднесуваме на нашите догми и да се ослониме на нив. Не сакаме родителите да брзаат и да тоа веќе биде нели нешто на некој начин витоперено и сменето како правило и принцип, туку навистина да имаме еден придржување кон тој правилник, па да ќе видиме што ќе носи понатамошното модернизирање. Тоа значи до првата година малку по малку да се прилагодува, а веќе после првата година може да се вклучи. Само пак ќе се само навратиме, тоа што го повтори околу тие кои што се алергени, таму да бидеме многу внимателни. Ако се посомневаат дека на нешто реагира. Многу пати ќе ви кажам едно прашање, родителите прашуваат дали во најмалата возраст може децата да се проверат на одредена алергија. Јас ќе кажам да, може да се проверат, но тоа не е толку прецизно точно, затоа зашто тие се подложни на адаптација, менување и прилагодување. Секој организам е индивидуален, секој организам знае да, поготово детскиот, да тој учи и ги информациите ги прибира и може понекогаш и лажни некои информации секако ги придобива сите тие и прилагодува самиот организам кон одредени, нели да кажеме, алергени и така натаму, кои што тој не можеме децата да ги држиме и тоа стално го кажувам на сите родители, ние децата наши не може да ги затвориме во стаклено ѕвоно. Така е. Затоа зашто тоа е и штетно на некој начин, дека самиот контакт со средината мора да биде и ние да си го научиме и да сватиме што е нашето дете, на што е, и тој самиот како расте и се развива, си се спознае самиот себе да знае што смее, што не смее, нели да конзумира кога станува збор нели околу исхраната. А за другите алергии кога стануваме, тие се мноштвени, ги спомнавме, бидејќи не можеме да се опреме ние постоење на поле, не можеме да се опреме постоење на прашина, не можеме да се опреме постоење на влакна и така натаму. Тука е битно заштитата и навременото десензибилизирање, односно прифатување, или па буквално да се внимава на хигиената, односот кон надворешната средина и така натаму на самиот пациент кој што е носител на тоа нешто. Кога станува збор за алергиите, дали секој дете кој што има проблем со со нутритивни алергии може да развие и алергии на дишните патишта? Колку е тоа поврзано едно со друго? Тоа е многу поврзано, можам да кажам неки одредени алергии кои што се гастроалергии, кои што подоцна може да дадат и проблеми на дишните патишта, нели тоа е сепак еден опишав дека тоа е една бурна реакција на организмот кон одреден алерген, тоа е еден вид на борба, каде што навистина измешаноста и самата реакција, таа цитокинска и реакцијата на ова доаѓа до бурни реакции кои што организмот мора сам да се справи. Ако не може, тогаш се измислени препарати кои што сето тоа ќе го на некој начин среда. Можам да кажам дека веќе астмата во по-новиот период е со огромни размери, дека веќе сите луѓе знаат со што имаат работата. Тоа губење глад за воздух, таа појава дека не може да се без вентолин, без одреден бронходилататор и така натаму, е почеста не само кај децата, туку и кај возрастните. Но кога станува збор кај децата, треба навремено да се сето тоа разбери, да се свати, за да се научи тоа дете дека ќе живее со таков проблем.
можам да кажам дека процентот е исто тука околу 20 и нешто проценти зголемување на сите пациенти со поготово сега и пост-ковид, каде што се уште ги утврдуваме причините за можните компликации кои што се настанати од пост-ковид, односно од прележување на ковид кај деца. Затоа зашто се уште ги следиме стручните литератури кои што се светски, ние се уште не можеме да се пофалиме дека сме направиле некоја си студија ваква или такво типот на токави размери да се офатат многу пациенти, затоа што знаеме дека и кај децата на вистина ковидот не беше толку агресивен кога станува збор буквално за сите соеви. На почетокот малку имаше многу поголема паника и сите сакаме да ги заштитиме децата и децата не беа тие не беа засегнати во првиот ран, повеќе беше застапено кај возрастните. Кога станува збор сега за омикронот, со ја до сега мислам дека во доста медиуми кај што си имам обратено јавно и така натаму дека омикронот веќе представува еден вид на горно респираторна инфекција која што кај децата многу благо поминува и така натаму, иако не можеме да го смениме фактот дека се уште имаме инфицирани лица, можеби по 200 на ден, така е отприлика некоја бројка, каде што нормално децата во контакт тие го поминуваат за 3 до 4 дена, се појавува многу повисока температура во овој случај, но отсуствува, да кажеме, појавата на респираторни проблеми во долните дишни патишта, повеќе се концентрирани на горните дишни патишта. И сега кога веќе го спомнавме ковидот, неизбежно ми е малку и да подискутираме на оваа тема. Често пати кога гостувавте во сите емисии, кога станува збор за носењето на маски, бевте поборник за тоа да децата не носат маски. И со некои други мои соговорници кога сме говореле на оваа тема, исто се сложуваат со вашите ставови. Практично бидејќи нели и нам возрастните кога ќе ставиме маска, нели, ни смета, не можеме да дишеме, а уште повеќе на дечињата каде што нели се уште не им е ни развиен белодробниот систем како што треба, колку и како е штетно влијанието според вас, бидејќи еве имавте вакви излагања, со оглед на тоа дека дури и дечињата во градинките требаше, нели, и не знам сега дали се уште и како треба да се прифати од страна на власт, не знам дали денеска се уште, мислам дека прочитав некоја информација, меѓутоа да не ме земаат здраво за готово, дали се уште е прифатено од страна на владата да престанат да се носат маски? Можам да кажам дека од кој аспект, мој личен аспект беше моето ми лично мислење, нели, кога што го давав за медиумите како практично е штетно да ги носат маските? Затоа зашто наведов еден момент дека децата воопшто неправилно ги носат маските. Значи тие не ги носат правилно маските, тие ги носат под носот, знаеме дека самиот ковид е вирус кој што е респираторен вирус. Дека тој циркулира во воздухот, дека тој циркулира околу нас, дека циркулира во инсталациите кои што се за прочистување на воздух, нели намерно или вентилацијскиот систем и така натаму. Веќе не можеме да не е дека го нема никаде. Можам да кажам дека тука беше мојата појдовна точка. Не секој пат сакам тоа да го потенцирам дека освен оние студии кои што докажуваат дека постои штетност на маски, постојат такви студии, кај што има и штетност на маски, но некој од стручната јавност постојано викаше не, маската не е штетна. Можеби маската не е штетна кога сме во едно место и кога работиме или и така натаму, ама кога постојано ние сме у движење како што децата се во движење или имаат потреба од игра или од да не се случи. Ја ќе кажам дека тука за мене беше пресуден фактот еден кој што е хипоксијата. Значи во секој случај намалената концентрација на кислород од оптек, односно на сатурацијата. Во секој случај штети на нивните бели дрогови, така. Значи штетно и не може никој да каже дека не е штетно. Можеме да спориме, затоа зашто имаме и неколку типови на студии кои што се направени, зашто го тоа говорам. Се зависи од типот на маската која што се носи. Така. Значи не говорам од N95 маските, јас зборам и за обични платнени маски, зборам сите имаат различит вид на пропустливост. И тука е моментот, значи ние не можеме да спориме, но хипоксијата секој дека се случува, дека хипервентилација може да се деси и така натаму и така натаму. Се она што ќе биде на некој начин штетно за самиот детски организам. Првично тука тргнав, ја не бев, например, против тргање на маските во затворени средини, кај што има множество, но правилно то носи. Тие не ги носеа правилно, требаше да ги обучат или да има соодветно редар кој што ќе би ги постојано ќе би му посочувале, ставете ја вака маската, ставете, но децата не го правеа тоа, така да. Но и од хигиенски аспект, колку тие можат практично
со чисти рачиња да го фатат местото, па повторно да ја стават маската, па да ја тргнат, па да јадат. Тука беше и пресуден тој моментот, затоа зашто и тогаш наведов дека отворени прозори не се решение, нели, во една училница, дека училиштата сите, поготово, нели, во ова време кога е баш борбата конкретно, нели, со оваа болест, да ја наречеме, дека има потреба да и училиштата бидат соодветно оспособени. Сите институции треба да бидат соодветно оспособени. Тоа се збори за соодветна вентилација, кој што ќе со специјални специјални HEPA филтри кои што навистина ќе го спречуваат контактот, или кога ќе дојде вирусот во допир со тој филтр, дека ќе остане таму. Нема, ние сега не сме заштитени кај што има вентилација. Мислам дека циркулира секаде вирус. Мислам дека веќе имунизацијата, голем процент на вакцинирани, голем процент на прележани и така натаму, така да студијата на Министерството, мислам дека и јас бев, нели, у составот на првиот дел, кога беше првиот состав на Комисијата за заразни болести, кога навистина превениравме да децата не одат на училиште. И тогаш имавме и многу мала бројка на заболени деца. Сметате ли дека после целата оваа пандемија и сите овие фактори кои што влијаја врз децата, нели, врз сето она што тие како ученици го посетуваа во училиштето, оние, нели, наставата и сето тоа, дали ќе има некои последици, како што кажавте, се прави студија, меѓутоа на што се, како да кажам, конкретно, што се посочува дека би имало, каков пост-ковид проблем кај децата? Така, ајде вака, јас ќе кажам дека секогаш говорам во правец на она што навистина е застапено кај нас. Дали повеќе на менталното здравје или на физичкото? Значи, кај нас, буквално ќе кажам дека и кога дојде ковидот, како ковид, нели, кога се појави, стана реалност и во Македонија, иако децата беа најзаштитени, мораше да се размислува кои деца се најзаштитени, кои се тие деца кои што навистина нема да имаат никаква проблематика, дали децата со проблеми ќе имаат проблематика и така натаму и така натаму. Дојавме до еден заклучок дека навистина на кој треба да се обрне внимание, дека во стартот беше на сите деца се обрне внимание, подеднакво сите, а подоцна на сите оние деца кои што имаат одредени коморбидитети. Зашто? Видовме дека овој вирус токму напаѓа најслабиот момент, најслабата карика во човековото здравје, тоа исто е за децата, дека ги напаѓа сите оние коморбидитети кај што постојат и тој таму делува и на тоа, токму на тоа се и зафаќа. Свесни сме дека во нашата држава постојат деца со многу проблеми, постојат деца со дијабет, постојат имунодефициентни деца, деца со онколошки заболувања, деца со хематолошки заболувања, деца кои што се со одредени недостатоци во самиот раст и развој и така натаму, кардиоваскуларни проблеми, срцеви мани, многу. Значи, на тие деца треба особено и пак да продолжи да се обрнува големо внимание. Во неколку наврати бев запрашуван конкретно, нели, и за вакцинацијата кај децата. Јас ќе кажам дека на децата треба да им го дадеме она што е најпотребно. Но, кога станува збор за вакцинацијата конкретно за овој вирус, за ковид, јас, тоа е моја лично и мислењето на многу стручни светски, да кажам, мецени во медицината и така натаму, каде што навистина е баш буквално тоа што го искористи зборот, да им се даде она што е најпотребно. Не секаде треба детето да биде вакцинирано, не секој пат треба да се примени оваа вакцина и така натаму, иако не сум против вакцинација, но поготово кај овие деца кои што се заболени со одредени коморбидитети, таму треба да биде дадена вакцината. А кај останатите, како што го видовме исходот од ова сметам дека треба да го прилагодиме според поднебјето и според местото на живење. Сите држави индивидуално го толкуваат, така и ние треба да имаме таков пристап, дека кај здравите деца не треба да им се дава нешто што е непотребно за нивното здравје. Колку само за информација, Шпанија ги укинува сите мерки во однос на ковидот и го третира веќе ковидот како обичен грип. Што викате вие? Јас уште оддавна го кажав, можете да го проследите сето тоа, беше едно интервју на телевизија каде што реков дека ние со доаѓањето на омикрон сојот, буквално, нели, дека ние сме сведоци дека влегуваме во една нова реалност. Таа реалност е дека овој вирус ќе си постои, ќе си опстои како што постои и опстои инфлуенцата. Сега да тестираме луѓе за инфлуенца, ние ќе докажеме дека има над 200-300 инфлуенци, тоа е грипа. Тогаш
како и сега, грипот 900-тите години, 1908-та, 900 до 18-та, има покосено околу 100 милиони животи. Сметам дека и тогаш, нели, каква била медицината, пак добро и што толку нели биле однесени животи, можело уште повеќе да биде. Да. Сега со модерната медицина и со сето она што успеавме на некој начин да се бориме, можам да кажем, целиот свет, иако е непознаница се уште, можам да кажем дека доста мал процент на тоа што ковидот однесе животи, но сепак пак ќе кажам дека тој ќе си постои, ќе си обстои и ние ќе треба соодветно да се заштитиме. Да реагираме и да се заштитиме, да. Тука сме никаде на крајот, последните минути, сепак би сакала повторно да се навратиме на она за кое што сте вие денес овде. Еве, вака, ќе го покажеме до нашите гледачи, значи педиатриски приручник. Уште еднаш за оние можеби кои што подоцна се вклучија, значи првично мотивот ни беше на оваа средба за педиатрискиот приручник. Значи сите оние кои што не следат, тоа е за првите 6 години од развојот на децата. Значи, вклучено е сите проблеми кои што се однесуваат и на здравието на едно дете, а исто така во вториот дел исто и во развојот на говорот. Значи, сите оние дилеми, прашања кои што ги имаат родителите, може одговорите да ги најдат во овој приручник. Навистина еден уникатен и единствен, нели, приручник кој што навистина има многу што да одговори на многу прашања. Вака би ве запрашала само на крајот уште еднаш еден, кажавте дека може да го најдат во книжарниците 3. Тоа е издавачот и во нивните книжарници може да го најдете, нели, сите оние кои што се заинтересирани. Зошто треба сите родители кои што имаат мали дечиња да го имаат овој педиатриски приручник дома? Ајде уште еднаш вака па да заокружиме емисијата. Значи, еве ќе го кажам и тука ќе завршиме. Прво благодарам што ме поканивте, благодарам на одвоеното време. Сето она што јас и моето семејство го поминавме. Така, еве може да го поминавме во тој период, подигнувајќи ги нашите два сина. Можам да кажам дека со овој приручник родителите многу побрзо, многу подобро ќе ги поминат сите тие несакани неприлики, иако така растат децата, пак ќе кажам. Консултирајте педијатар, нели, доколку е потребно, инаку во педиатрискиот приручник ќе ги најдете сите дилеми кои што не сакате да ви се најдат како пречка во растот и развој. Навистина ви честитам и вам и на вашите колеги. Навистина сте направиле едно уникатно дело, еден уникатен педиатриски приручник кој што на сите оние кои што имаат дечиња многу ќе им биде од корист. Ви благодарам многу за денешното гостување. Секако нашата соработка трае одамна и секогаш сме тука и ние за вас како, нели, доктор кој што може да изнесете доволно информации во однос на сите проблеми со децата и се надевам дека повторно ќе имаме некоја друга средба пак да проговориме за еден од овие проблеми кои што се застапени во овој приручник. Ви благодарам, како што ќе иде периодот на развојот на ове пролет, лето, есен, зима. Тука сум доста пенсум, секој ќе ги обработуваме дел по дел и оваа идеја што е зачната, односно на максима многу позната се за децата, да. Продолжува. Тоа е еден ваш, како да кажам, една ваша максима која што често ја користите. Ви благодарам уште еднаш и посакувам многу успех во сето она што го работите и еве можеби со некој друг нов проект во иднина да ве побараме и да ве пречекаме тука за да проговориме. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ќе ви посакам убав ден, ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Останува да се грижите за вашето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.